إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ovaj naš treti ders na biografijata na naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To je biografijata na onoj što rekul Allah subhanahu wa ta'ala za nego v Kuranot: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala единственio što zaslužува да бидит обожаван, се тој на вистина единствениот што дава живот и смрт и што створуват, и на вистина тој има право да биде само еден и единствен обожаван. Allah subhanahu wa ta'ala veli: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. На вистина, вие, значи верниците, имате одличен пример во посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. За кого е тој одличен пример? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. За оној што се надеват да се стретни со својот Господар Аллах субхана ва та'ала и што се надеват на судниот ден. Но вистинската нада, значи што се подразбират во исламот нада, вистинската нада е онаа нада што носи со себе дела, праведни дела. Значи погрешно се надева човекот без дела, без работи. Туку се надева тој да го сретне Аллах субхана ва та'ала и во судниот ден дека има да биде оживен и да стои пред Аллах субхана ва та'ала да даде обрачун. Како тој се спремува за тој ден? Се спремува со добри дела. Исто Аллах субхана ва та'ала ги искуша, ги кладе, ги стави на тест оние луѓе што тврдеа дека го сакаат Аллах субхана ва та'ала. Кога рекоа тие ние го сакаме Аллах субхана ва та'ала, тогаш Аллах субхана ва та'ала објави овај ајет: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala mu reče na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: reči ja Muhammed, zbor ja Muhammed, ako vije na vistina go sakate Allah subhanahu wa ta'ala, ako vije na vistina go sakate ono što ve stvoril i ono što vi dal всеко едно добро, тогаш феттеби'уни, тогаш следете ме мене. Кого? Значи Мухаммеда салаллаху алейхи васелам. Тогаш човекот ако го следи посланикот салаллаху алейхи васелам, придобивките од следењето на посланикот салаллаху алейхи васелам се огромни. Зошти? Юхбибукумуллах.
во следењето на посланикот салаллаху алейхи ве селем е резултат да нас Аллах субхана ва таала тогаш да не сакат. Се поважното е да Аллах субхана ва таала е со нас задоволен и тој да не сакат нас, а не обратно. И не само тоа што Аллах субхана ва таала, ако го следиме ние посланикот салаллаху алейхи ва селем, имат да не сакат, не само тоа, ва јагфир лекум ذунубакум, и имат вас вашите гревови да ви ги опростит. Значи во следењето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем придобиваме љубовта на Аллах субхана ва таала и опростување на нашите гревови. Значи овие ајети докажуваат позицијата и вредноста на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Исто Аллах субхана ва таала велит: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala велит: кој му се спротивставуваат на посланикот салаллаху алейхи ва селем, кога му е упатството јасно станато, значи патот, упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем му е нему јасно разјаснето, и тој му се спротивставуваат на посланикот салаллаху алейхи ва селем, значи земат еден друг пат од патот на посланикот салаллаху алейхи ва селем и следит еден друг пат освен патот на верниците. А кои се тие верници тука? Кога се објави овај ајет, кои беа верниците? Сахаба, значи другарите на посланикот салаллаху алейхи ва селем. И оно што се спротивставува на посланикот салаллаху алейхи ва селем и следи други пат освен патот на верниците, што велит Аллах субхана ва таала? Нуеллихи ма тавалла. Ние ќе го оставиме во она што тој си го зел, си се одлучил. Ва нуслихи джаханнам. Но неговиот крај е тогаш пеколот, огнот. Ва саат масира. И колку лоши крај е тој. Колку лоши крај е тој. Значи човекот треба да се пази жестоко, да се пази многу добро, да не биде од она група на луѓе што му се спротивставуваат на посланикот салаллаху алейхи ва селем и следат други пат, друго упатство од патот на верниците на сахаба. И како што вели шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кој му се покоруват на тој пекамбер, значи на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, дахала al-дженнah, ке влезит во дженнет. Ва мен асаху дахала an-nar. И кој му се спротивставуваат? Кој му се спротивставуваат на посланикот салаллаху алейхи ва селем во неговите наредби? Има да влезит во пеколот. И затоа посланикот салаллаху алейхи ва селем рече во хадис дека сите ќе влезат во дженнет освен оние што не сакаат, што се спротивставуваат да влезат во дженнет. И сахаба се упатија на посланикот салаллаху алейхи ва селем со прашање и му рекоа: ја Расулаллах, о посланику, дали имат некој не сакат да влезет во дженнет? Посланикот салаллаху алейхи ва селем рече: оној што ми се спротивставува, оној, значи не сака се спротивставуваат да влезит во дженнет. И затоа треба жестоко пазење. Но како ќе знаеме ние што е во согласност со суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, со упатството на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, и што е во спротивно, во контрадиција со она што дојде посланикот салаллаху алейхи ва селем. Нема други пат, освен во учење со она што дојде нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а тоа е Ал-Qur'an ва сунна,
Куранот и суннето на посланикот салаллаху алейхи ва селам, и во неговиот суннет се опишува нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. И прошлиот пат, последниот дерс, застанавме тука што во 35-та година, кога нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам ги направи 35 години од неговиот живот салаллаху алейхи ва селам, во оваа година се случија некои поплави во Мека. Се случија некои поплави. И поради тие поплави се наштети Каба. И така Курейш, тоа племе Курейш, што е племето на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, што беа главари, чувари на Каба, и гледа оваа работа, оваа задача како главари и чувачи на Каба, гледа како чест, беше чест нивна да ја градат и да ја оддржуваат Каба, куќата на Аллах субхана ва таала. И така во таа година, 35-та година од живото на посланикот салаллаху алейхи ва селам, Курейш реновира, изградува Каба. Но се случи една кавга, се случи едно недоразбирање, а тоа беше кога дојдоа Курейш до местото на црниот камен, тие што биле на хаџ и умра, знаат, значи црниот камен, што треба ако можеш да го бакнеш или оддалеку да покажеш со раката. Кога дојдоа за ставање на црниот камен, кој да го стави црниот камен на неговото место каде што му доликуваат, има кавга меѓу себе, зашто секој главатар од племето, него, своје, сакаше да ја има таја чест за тој да го стави црниот камен на неговото место. И поради оваа кавга и недоразбирање се случи дури борба меѓу себе. Меѓу племињата се случи борба поради ова недоразбирање и таја борба траеше 4 ночови. Значи, така речено 4 дена. И не можеа да се согласат да најдат заеднички јазик кој да го стави каменот црни во неговото место. Така, после 4 ночеви, се собраа во куќата кај еден од најстарите Курейши, а тој беше Ебу Умеја ибнул Мугира. Ебу Умеја ибнул Мугира се собраа кај него, беше така еден од најстарите луѓе од Курейш, од тоа племе, и беше човек, значи, со позиција, го респектираа и му го слушаа, ги земаа неговите совети, така појдоа кај него и се советуваа што да прават. Неговиот предлог беше за да излезат од ова несогласување, им рече тој што ќе влези првин во Каба, значи во џамијата, во Месџид ел-Харам, тој што ќе влези прво во Каба, тој да го ставит каменот црни на неговото место. И тие рекоа, се согласуваме. Отидоа кај Каба и сеа чека кој ќе биде први човек што ќе го ставит, што ќе влезит во Каба. Не отиде долго време и влезе Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Кога Курейшите и главарите на племињата го видоа посланикот салаллаху алейхи ва селам, рекоа: ова е ел-емин, ова е доверливиот. Ние сме задоволни со него
да тој да го стави црниот камен на неговото место. Кога се приближи посланикот салаллаху алейхи ва селем во таја збирка на луѓе, го известија за она што имаат, значи што сакаат да прават. Посланикот салаллаху алейхи ва селем им рече: земите, донесете едно платно, значи во вид едно чебе, едно платно, и ќе го ставиме црниот камен во среде платното, и секој поглавар од секој племе ќе држи платното на секој еден чош. И така ќе го носиме црниот камен до тој стубот каде требит, значи да се ставите. И така се согласија со предлогот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, се согласија со предлогот на посланикот салаллаху алейхи ва селем и се упатија да го ставаат црниот камен. Кога дојдоа на тој чош, на тој ступ, го зеде посланикот салаллаху алейхи ва селем и го стави на своето место. И ова беше, така сакаш Аллах субхана ва таала, од пред ишаретите, од пред знаците за пекамберството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, што Аллах субхана ва таала го почести Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем да биде тој оној што го стави црниот камен на неговото место. И во оваа случка имаше, како што спомнавме, посланикот салаллаху алейхи ва селем 35 годиња. Значи 5 годиња пред објавата. Зоши првата објава му стигна на посланикот салаллаху алейхи ва селем кога и направи 40 години од неговиот живот. 40 години од неговиот живот. Значи ова беше 5 години пред објавата на Куранот. Имаме Захаби, писателот, ауторот на оваа изворедна книга Сијар А'лам Нубала, рахимахуллах, пред да влези сега со темите на објавата, како почна објавата и така натаму, пред да почне со тоа, спомна две личности, двајца луѓе, две биографии на луѓе, спомна имаме Захаби рахимахуллах, зашто овие две работе имаат врска со пред објавата на посланикот салаллаху алейхи ва селем и исто докажуваат дека се очекуваат еден посланик, еден пекамбер, што треби да дојд, и христијаните и јаудите, што им беа на нив книги објавени од Аллах субхана ва таала, Теуратот и Инџилот, тие беа во потполно знаење и во јасност дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем ќе се појави кај полуарапскиот остров, а тоа е Ел-Хиџаз. И така имаме Захаби рахимахуллах, првиот човек што го спомна е Зејд ибн Амар ибн Нуфейл рахимахуллах. Зејд ибн Амар ибн Нуфейл рахимахуллах, овај човек беше меканец, беше од Мека. И тој беше од оние луѓе што не ги обожаваа киповите. Значи, не ги обожаваа лажните богови. Зошто секој еден друг, освен Аллах субхана ва таала, е лажен бог. Никој нема право да биде обожаван, да му се прави ибадет, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Ова е право на Аллах субхана ва таала и на никој други. На никој други. Затоа, кога го праша Абдулла ибн Мес'уд, ради Аллаху ан, посланикот салаллаху алейхи васелам, кој е најогромен грев, ја Ресулаллах? Му рече посланикот салаллаху алейхи васелам, да му правиш на Аллах субхана ва таала здруженик партнер, а оној тебе те створил.
те створил. Зейд ибн Амр не ги обожаваше киповите што беа во Мека, туку беше од оние луѓе што беа на верата од Ибрахима алейхи салату вассалам. Значи монотеистот на теухид беа далеко од киповите. И пренесуват Муса ибн Уқба од Салим, синот на Абдулла, а Абдулла je sin na Omar radijallahu anhum. Abdullah ibn Omar пренесуват да тој го слушна посланикот салаллаху алейхи ва селам да кажуваат дека Зейд ибн Амр пред објавата посланикот салаллаху алейхи ва селам го стретна овај човек и беше познат овај човек да не јадеше месо, не јадеше месо што беше заклано во некое друго име, значи за киповите. Значи го јадеше само она месо што е во име на Аллах субханаху ва таала заклано. А ако беше заклано во име на киповите, не ги јадеше. Го негираше да конзумира тоа месо. И овај хадис е во Бухари пренесен. И затоа Зейд ибн Амр, кога ги гледаше курејшитите, како тие колат овци и камили и други видови на животни, во име на нивните кипови што ги имаат, тогаш им се обраќаше Зейд ибн Амр и им велеше: о курејшити, Allah subhanahu wa ta'ala je stvoril taja ovca. I Allah subhanahu wa ta'ala je onoj što go praća doždot. I Allah subhanahu wa ta'ala je onoj što pušta da niknit treva, zelenotija. Znači hrana za taja ovca. Kako vi možete tije životni da gi kolite za tije kipovi što ne stvoruvat ništo? Što ne stvorува ништо, а го оставате Аллах субханаху ва таала што створил се и се што. И исто пренесуваат Лейс од Хишам ибн Урва, од Урва ибн Зубейр, пренесуваат од неговата стара мајка, од неговата баба, а таа беше Есма, čerka na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu anh. Esma radijallahu anha пренесуваат дека таја го виде овај човек, Зейд ибн Амр, како седеше пред Кааба и им се обратуваше на Курейш и им велеше: о Курейш, јас сум единствениот во вашата средина што сум во верата на Ибраим алейхи салату вассалам. Значи единствениот су на верата на Ибраим алейхи салату вассалам. И исто овај човек Зейд ибн Амр, кога ги гледаше арапите, кога ги закопува нивните девојчина, значи женскиот пол, го гледа во тоа време како нешто страмно, како нешто безвредно, како нешто што само тежина е за фамилијата. И така арапите ги става нивните девојчина живи во земја, од страв дека тие само ки им го јадат лебот, а ништо не предонесуваат и така натаму. Ова, значи кога велиме ние арапите, значи кога арапите што имаа луѓе меѓу нив, што беа на верата на Ибраим алейхи салату вассалам, како овај човек Зейд ибн Амр, и беа стигнати во оваа тешка заблуда, немој да мислиме дека во Европа беа подобри. Не. Во Европа беа уште многу поглабоко во заблуда. И многу. Значи немој некој да се замислуват дека тука во Европа беа многу понапредени и беа многу поправедни. Не во никој случај.
туку беа многу позаблудни. Така, кога тие арапите ги закопува нивните девојчина живи, овај човек, што беше на верата на Ибраим алейхиссалату вассалам, Зейд ибн Амр рахимахуллах, им велеше мех. Значи, што значи мех? Оставете ги, немој да ги убивате, да ги во ставањето живи во земја. Јас ќе ги земам, значи ги земаше тој, и беше подготвен да се грижи и да ги гледа тие девојчина. Им се обраќаше на нивните родители, им велеше, ако сакаш, ќе ти го вратам твоето девојче, а ако не, ако имаш намера да го убиеш од страв дека тоа ќе ти јади само леб од тебе, тогаш јас ќе го задржам и ќе го гледам и ќе се грижам. И ова докажуваат исто дека верата на Ибраим алейхиссалату вассалам, а тоа исто верата на Мухаммед салаллаху алейхи вассалам, се сите посланици пекамбери имаат една единствена вера. Се она што им објавата е Аллах субханаху ва таала. Немаат разлика никаква, идентична е 100%. И затоа, значи, исламот кога дојде, ги забрани строго овие работи, овие ниски работи, овај низок морал. И дури посланикот салаллаху алейхи васелам рече, кој има три девојчина и ги воспитува добро, праведно, како требит исламски, шеријатски, и ги омажуваат како требит, тие имаат да бидат причина за тој човек да влезе во ел-дженна, во дженнетот, во рајот. А исто, ако има две девојчина, исто има да бидат причина за него, ако ги воспитат добро, за да бидат причина за влагање во дженнет. И ова докажува, значи, вредноста на женскиот пол. И дека исламот му дал голема вредност. И како велат, и затоа денеска на секаде, во Запад и на другите држави, ги имаат овај, значи, се имаат фокусирано на ова работа. Што? Жената, за да ја уништат таа главна фигура во фамилијата, зашто тие знаат многу добро, ако ја уништат жената, што е таа мајка на фамилијата и на децата, кој ќе ги воспитуваат тие деца, кој ќе им даде на тие деца морал, и така тие знаат точно дека ако ја рушат жената, ако го расипат нејзиниот морал, тогаш ќе расипат целиот уммет. И затоа тие се фокусирани на тоа, не го прават случајно, туку го прават добро подготвено и добро планирано. Но муслиманите, за жал, што немаат знаење и што се, значи, толку забледени, мислат дека овие работи така случајно се случуваат и дека за тоа никој не стоите. Зейд ибн Амр, посланикот салаллаху алейхи васелам, за овај човек, посланикот салаллаху алейхи васелам рече, иннаху юб'аth јаум ал-қијамати умматан вахда. Иснадуху хасан. Посланикот салаллаху алейхи васелам рече за овај човек, за Зейд ибн Амр, дека тој на судниот ден има да биде како еден уммет оживен. Значи, тој е сам еден бил. Затоа тој на почеток, како рековме во хадисот, во пренесувањето на Есма, дека им велеше, јас су единствен меѓу вас во вашата средина, што су на верата на Ибраим алейхиссалату вассалам, рече посланикот салаллаху алейхи, тој има да биде самиот како уммет. Значи, сам, како може да биде човекот сам, а уммет? Овде не се работи за бројката. Се многуте можат да мислат дека работата е во големата бројка, да имат голема бројка. Не. Како што рече Абдуллах ибн Мес'уд радијаллаху ан, ако ти си сам еден и единствен, но си во патот на посланикот салаллаху алейхи васелам,
тогај ти си ел джема'a, ти си джемаатот. Како ти си сам, а джема? Да, зашто работата е со вистината. Да бидеш со вистината. И како вели нашиот шејх Абдулла ел-Бухари, хафидахулла, еден од најизворедните шејхови во Медина, хафидахулла, вели е знак на луѓето на вистината да бидат малцинство. Значи, во многуте пата, во многуте случаи, се луѓето на вистина, луѓето на правиот пат се малцинство. Се малцинство, не се множина. И немој да се манипулираме со некои си многу големи бројови. Не. Работата не е со бројот, работата е дали си во вистина или си во заблуда. И Зейд ибн Амр, рахимахуллах, овај почина, значи умра пред објавата. Пред да му стигне објавата на посланикот салаллаху алейхи ва салам, овај човек почина. И овде, ова не го тврдит, што рековме дека мајката на посланикот салаллаху алейхи ва салам и неговиот татко и неговиот дедо се во пекол, ова го тврдит, ова историја на Зейд ибн Амр, дека верата на Ибрахима алейхи салату ва салам беше дојдена кај курешитите, знае таа вера, им беше позната, но тие не ја следеа. И затоа нема никакво оправдување. И затоа посланикот салаллаху алейхи ва салам рече, мојот татко и твојот татко се во пекол. И исто му беше забрането за неговата мајка да се моли за прошка. После ова, значи, историја на овај човек Зейд ибн Амр, имаме Захаби рахимахуллах спомна историјата на Салман ел-Фариси, радијаллаху ан. На Салман ел-Фариси, радијаллаху ан. Овај огромен човек, овај решителен човек, овај човек што дал најсаканото и најдоброто за да стигне до вистината. А тој е Салман ел-Фариси. Значи, што значи ел-Фариси? Фарис. Значи, Фарис е Перзија. Значи, Селман, перзијанецот. Значи, беше од Перзија, од Иран, од денешен Иран. Салман ел-Фариси, неговата историја се спомнуваат во Муснедот на имам Ахмед рахимахуллах, а пренесета е од сахаби Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума. Салман ел-Фариси му е пренесе зашто Абдулла ибн Аббас сакаше, беше љубопитен да знајт неговата историја како тој од Перзија стигна во Медина и го следи посланикот салаллаху алейхи ва салам. Така Салман радијаллаху ан му рече на Абдулла ибн Аббас дека јас бев еден перзијанец, значи еден перзијанец од Асбахан, значи градот се викаше од каде потекнувам Асбахан, а селото од тој град каде сум роден и израснат Џејју. Кажува Салман радијаллаху ан дека неговиот татко беше председател на селото. Значи, во Џеј беше во тоа село неговиот татко председател, главар на тоа село. И Салман беше од најсаканите деца кај неговиот татко. Значи, од сите децата што ги имаше, Салман радијаллаху ан го сакаше најповеќе. Така што толку го сакаше неговиот син Салман радијаллаху ан, го затвори во куќа, во дом, значи во дома, во куќата го затвори, значи да не излага надвор, да не му се наштети нешто, да не му се направи нешто. Го чуваше нон-стоп цело време дома.
И Селман, ради Аллаху ан, велит, јас толку се развивував во обожавањето на огнот, зашто тие таму во Перзија, во денешен Иран и Ирак, тој дел, тие обожава огнот. Значи, обожавачи на огнот му правеа ибадет. Му правеа молитви на огнот. И Селман, ради Аллаху ан, вели, јас толку се развивував во таја вера, што бев одговорен за да го чувам и да го палам огнот, да не угаснет. И така, вели Селман, ради Аллаху ан, мојот татко поседуваше една градина поседуваше. И еден ден беше мојот татко многу зафатен со кучните обврски. Значи, дома беше толку зафатен, што не можеше да оди кај таја градина и да ја оддржават на тој ден. Така му се упати на Селмана и му рече: о, синко мој, ти гледаш дека јас сум многу зафатен и не можам да стасам за да појдам кај нашата градина, така појди ти и го препорача со некои работи што треба да ги изврши во таја градина. Селман, ради Аллаху ан, кога се упати кај таја градина, во патот кај што го носеше за својата градина, помина Селман, ради Аллаху ан, кај една црква на христијаните. И Селман, ради Аллаху ан, слушна од надвор од патот кај што помина неколку гласови како тие луѓе во црквата се молеа, правеа молитви. И Селман беше зачуден и воздушевен од тие молитви и тој начин се упати кај тие луѓе. Значи се упати во црквата да влезе внатра. Кога влезе внатра, начинот на тие молитви толку му остави на Селман впечаток, што тој остана, значи заборави градината на неговиот татко, што го прати во вистина значи за некои работи да ги заврши, и остана кај нив дури зајдување на сонцето. Значи, кога зајде сонцето, значи, кога почна мракот да се ноќет, Селман, ради Аллаху ан, сакаше да се врати дома. Но пред да се вратит, ги праша тие луѓе, и ова докажуваат високиот идеал, високата желба на овај човек. Ги праша каде е потеклото, коренот на оваа вера. Од каде идет оваа вера? Тие му рекоа: оваа вера, коренот на оваа вера е во Шам. Во Шам, значи денешна Сирија, Палестина, Јордан, Либанон, значи од тој дел е оваа вера. Селман, ради Аллаху ан, им рече, се врати дома. Кога се врати дома, неговиот татко беше многу вознемирен, зашто неговиот сакан син, се закасна и беше пратна на луѓе да го бараат. Кога дојде Селман, ради Аллаху ан, му рече: о, синко мој, каде беше ти? Зошто задоцна? Тогаш Селман, ради Аллаху ан, му рече: о, татко мој, јас кога се упатив кај таја градина, поминав кај една црква и слушнав неколку гласови како се молеа и се заправ кај нив и останав тука. Значи, во вистина ја заборавив таја градина. И тогаш Селман, ради Аллаху ан, му рече: о, мој татко, на вистина, таја вера, на таја вера што беа тие луѓе што ги видов, таја вера е подобра од нашата вера. Значи, од верата да обожаваш огнот. Тогаш татко му рече: не, никогаш.
верата на твоите татковци и дедовци е подобра од таја вера. Во таја вера немат ништо добро за тебе. И така, тој човек, неговиот татко, се исплаши за неговиот син, да тој да ќе ја следи таја вера и го затвори дома. Значи, кучен затвор, да речеме. Но Селман ради Аллаху ан, прати еден пратник, како видна поштар, и му рече, појди кај таја црква и речи им, кажи им, кога ќе дојдат арапските, значи шамските, кога ќе дојдат шамските каравани за да прават трговија во Перзија, кога ќе завршат нивните потреби и тргови, нека ме известат тие мене, пред тргнување нека ме известат, јас да се отпуштам и да избегнам, да исчезнам и да се упатам со нив во Шам. Така тие, кога ги завршија нивните потреби, и му пратија на Селмана ради Аллаху ан веста дека тие се пред тргнување. И така Селман ради Аллаху ан отиде во Шам, значи бараше коренот на верата, бараше врвниот степен, не се задоволуваше само тука што имаше во Перзија таа црква, не, тој бараше највисокото, тој го бараше изворот. Изворот го бараше. Кога стигна тој таму и ги праша народот во Шам, луѓето во Шам, кој е најдобриот човек меѓу вас? Кој е најдобриот човек меѓу вас? Тие му рекоа попот во црквата, тој е најдобар меѓу нас. Така Селман ради Аллаху ан се упати кон попот и му рече, јас сакам оваа вера и сакам да учам, така јас би сакал со тебе да стоам, да ти служам тебе и исто во меѓувреме да учам од тебе. Да учам, значи да ја учам верата. И тој му рече, остани со мене. Но не помина долго време, остроумниот Селман ел Фариси ради Аллаху ан запримети дека овај човек беше лош човек. Лош човек беше. Зошто беше лош човек? Селман ради Аллаху ан велит дека овај човек ги повикуваше луѓето да даваат садака со претекст дека тој има таја садака да ја разделуваат на луѓето. А во вистина е чуваше за себе. Така вели Селман ради Аллаху ан, јас го следев него и го гледав како ги наполни тој 7 чупки со злато и сребро. Значи, овие ги чуваше за себе, тие 7 чупки. А кај нас, тие им ги земаат на луѓето парите и после играат карти или играат некој джокер. Значи, овие луѓе, со вагата на овај остроумнен човек, сахаби Селман ел Фариси ради Аллаху ан, значи ќе беа лоши луѓе. Селман вели, значи, овие ги земаше од луѓето парите и ги чуваше за себе. А тие кај нас ги земаат на луѓето парите и играат после карти и играат после джокера. Затоа треба да ги мериме народот, да ги мериме луѓето со патот што беа сахаба, не со страсти, не со емоции, не ваке беше, таке беше, не. Види дали тие дела што ги прави кој да е, се во согласност на сахаба, со делата на сахаба и со патот на сахаба. Ако не, немат вредност тој човек, немат вредност. И Селман ради Аллаху ан вели, но овај човек умре, не помина долго време и умре, и така се собра христијаните во Шам да го закопа, да му го права неговиот погреб, зашто беше главар, поп, најдобар го мислеа, и така сака, значи, да му прават свечена церемонија и така натаму, но кога се собра тие, Селман ел Фариси ради Аллаху ан им рече, овај човек
što вие имавте доверба во него, овај беше лоши човек. Зашто? Тие му рекоа нему, од каде дознати, како дозна? Тој рече, овај ви наредуваше вас, ве повикуваше вас да давате садака, а тој самиот не ја располедуваше, не ја разделуваше меѓу сиромасните, туку ја чуваше за себе. Тие му рекоа, дај доказ, донеси доказ. Така тогаш Селман ги се упати со нив и појдоа кај тие 7 чупки, каде ги криеше тој со злато и сребро. Кога го видеа, значи, тој живи доказ, тогаш беа толку изневерени и изненадени во негативна смисла, го зедоа тој човек и го обесија. Го обесија и го гаджа со камења. Значи, више не го погреба, не му прави никаква церемонија, туку го обесија и го гаджа со камења. Така после не помина долго време, донесоа наследник во црквата. И тогаш вели Селман ради Аллаху ан, но овај наследник беше многу добар човек. Никогаш не сум сакал други човек повеќе од овај човек. Значи ми беше најсакан човек. Зошто најсакан човек? Овај човек беше од оние луѓе што му се молеа на Аллах субханаху ва таала и беа далеку и беа воздржани од дуњалокот. Беа воздржани од дуњалокот и беше човек што беше упатен, што во неговата глава и неговите ниети беа ахиретот. Не беше дуњалокот. Како што вели Ебу Давуд ес-Сиџистани, рахимахуллах, збирките на Ахмед, на имам Ахмед, рахимахуллах, неговите збирки беа збирки на ахиретот. Не видов некогаш во збирките на Ахмед, рахимахуллах, да се спомнува дуњалокот. Да се спомнува дуњалокот. Доши во висна дуњалокот немат вредност кај Аллах субханаху ва таала. Ако имаше вредност овај дуњалок, немаше Аллах субханаху ва таала да им даде на чафирите една капка вода пијат. Но овај дуњалок немат колку една крилја од една мува, немат кај Аллах субханаху ва таала вредност. Така вели Селман ради Аллаху ан, го запознав овај човек и му служев нему и беше најсаканиот човек. Но не помина едно време, а овај човек се разболи и му беше умирачката близко. И му рече Селман ради Аллаху ан, о мој учител, каде ти мене сега ќе ме упатиш? Кај кого да учам ја? Значи, уште жедот што го имаше Селман ради Аллаху ан, беше жестока жет за вистина, не беше исполнета. Му рече, каде ме упатуваш, каде ми препорачуваш? Тогаш му рече тој човек, о синко мој, денеска луѓето се во заблуда и е заоставиле нивната вера и е измениле нивната вера. Немат никој во оваа вера, што сум јас денеска, освен знам еден човек во Моусил. Во Моусил, значи во Ирак. Значи од Шам, значи од Сирија во Ирак да појд. И Селман не рече тогаш, абе далеку е, ке се заморам, не. Кога умре неговиот учител, се упати во Моусил и појде кај тој човек и му рече, мене ме прати овај и овај, за да учам и да останам кај тебе. Тогаш му рече тој, добро дојде и остани со мене. И Селман вели, ради Аллаху ан, исто и тој беше како претходниот. Многу добар човек и само доброто му учеше и унапредував. Но не помина долго време и тој умре човекот. Но пред умирачката го прашав, каде ти мене сега ме упатуваш, каде ми препорачуваш, која е другата моја дестинација? Тогаш му рече тој, оди кај градот на Сеибин. Во градот на Сеибин, во тој град имат еден човек, тој е во верата на како јас и мојот другар претходен што беше кај него. Кога умре овај човек, Селман, значи овие беа во верата на Иса алейхиселам. Во верата на Иса алейхиселам. Кога умре овај човек, се упати Селман ради Аллаху ан кај другиот учител и појде кај него.
Но и тој, дека беше во голема, значи, во големи годиња, не помина долго и тој во Насибин умра. Пред да умри, пак Селман го прашуваше каде ме препорачуваш да идам. Тој му рече оди во Умурија. Во Умурија, таму ќе најдеш еден човек, тој е во тоа јас што сум и моите претходни пријатели. Кога појде Селман ради Аллаху ан кај него, и вели Селман, тука останав подолго време. И така стекнав тука имање. Значи имање велит крави и овци. И останав тука кај овај човек, но не помина после долго време, освен и нему му се приближа смртта, и пак го прашав, о учителе мој, каде ме упатуваш, каде ме препорачуваш да одам после тебе? Значи Селман го сакаше највисокото, најдоброто. Не седна дома со скрстени раце и нозе и седи и уживај и да не се унапредуваш. Усман ради Аллаху ан велит, овај сахаби, третиот халифа ал муъминин, велит, јас го мразам оној ден што ми поминуват, а не го читам Куранот на Аллах субхана ва таала. Сега секој еден нека се даде одговор, кога го имаме последен пат Куранот на Аллах субхана ва таала отворено. Зошто оној, ако тврди да го сакат Аллах субхана ва таала, тогаш ќе сакат да ги читат зборовите на Аллах субхана ва таала. А некој си го чуваат само Куранот во витрина, само за украс. Но тој Куран не е слезен за украс, туку е слезен за да се практикуват. Тој човек во Умурија му рече, синко мој, немат више, немат никој, јас бев последен и моите пријатели што умреа пред мене. Но, се приближи времето. Времето е здрело за последниот пекамбер. А тој пекамбер има да дојде со верата на Ибраима, значи со монотеистот, со теухид. Тој има да дојде, му го опиша сега местото, зашто Аллах субхана ва таала вели в Куран, тие го знаат, христијаните, јаудите го знаат него, значи Мухамеда салаллаху алейхи ва салам, како нивните деца. Селман, тој му рече учителот на Селмана ради Аллаху ан, му рече, тој има да дојдет кај арапите. Значи има да бидит, од арапите има да бидит. И ќе правит емиграција за еден град, а тој град имат ишарети, имат знаци, што ти ќе го препознаеш тој град. Тој град е меѓу две лавински полиња. И Медина таке. Медина е меѓу две лавински полиња. И тој град има, значи, имат хурмински дланки. Значи, хурмински палми, значи, дланки. Овие се знаците на тој град. А тој исто, пекамберот, имат своји знаци во себе. А што се тие? Тој јадет, кога ќе му се дајде нему поклон, кога ќе му се поклони подарок, кога ќе му се дајде подарок, го примат подарокот, го јајт. А кога ќе му се даде садаката, не ја примат садаката. А исто имат меѓу неговите плечи, назад во грбот, има печат на пекамберството. Ако ги видиш овие три шарети кај него, и тој опишан град, знае дека тој е вистински град и дека тој е вистински пекамбер. Не отиде, вели Селман ради Аллаху ан, не отиде долго време, освен овај човек почина. И јас останав тука во Умурија, останав тука едно време, толку колку што сакаш Аллах субхана ва таала. После некое време дојдоа трговци од Келб. И јас им реков на тие луѓе, доведете мене во арапската земја, во земјата на арапите,
Ако ме донесете во таја земја, вас ви припаѓат, ви го давам моето богатство и имање. Значи, сите крави, сите овци, све што сум стекнал, ваше. Значи, види овај човек, све дават, целото имање и најсаканото го дават само да стигне до вистината. Само да стигне до вистината. А нас денеска ни е вистината дојдена до нашите раце и спиеме во глабоки сон. Во сон што не можеме да се разбудиме, а се освестиме. Значи, и ова е најголемата криза. Значи, нема поголема криза во исламскиот свет. Апсолутно нема поголема криза од кризата што сме оддалечени од книгата на Аллах субханаху ва таала и од суннето на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Ако ние оваа криза ја поправиме и се враќаме назад, имат сите други кризи да се поправат и да се подобрат. Но затоа, кога сахаба се држаат цврсто, не допуштаа 1 милиметар од Куранот и Суннетот, Аллах субханаху ва таала ги направи водичи на светот, господари на светот. И после тоа, кога другите генерации заоставија она што го објави Аллах субханаху ва таала, дојде понижувањето и сме денеска во понижување. Но проблемот е во нас. Кризата е во нас. А тоа поправање во нашите раце. Во нашите раце. Затоа почни денеска. Не го оставај за утре. Подобри се сам себе си. Подобри се сам себе си, пред да почнеш да покажуваш со показалецот кај другите и да велиш да, вака, така, може да се подобри, може да се направи. Не, почни кај тебе. Мери го себе си свое, стави го себе си твое во вагата на Куранот и Суннетот. Една вага што не лажи никогаш. Стави го себе си во вагата на Куранот и Суннетот и тогаш ќе видиш кај си и тогаш знај дека ти си причина и ние сме причина со нашите гревови и со нашето далечување од упатството на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И тие му рекоа на Селман ради Аллаху ан, договорено, ќе те водиме во земјата на арапите. И Селман ради Аллаху ан им даде све што поседуваше. Све што поседуваше. Зошто како рековме, овај дуњалог нема вредност. Овај човек свати суштината на овај дуњалог. И затоа беше решителен, зошто значи дженнетот на Аллах субханаху ва таала е скапоценет. И не се достигнува дженнетот со лежење, со спиење, без никаква смисла живење, како животните. Се и животните и тие јадат, и тие спијат. Значи, ако е тоа цил на еден човек, да јадет и да спијат, тога е многу низок цил. Тоа го прават и животните. Но човекот затоа е направен инсан, за да се разликуваат од сите други створенија. И Аллах субханаху ва таала го почести човекот. Но има луѓе со сила и со намера сакаат да бидат и да живеат како животни, а не сакаат да бидат и да живеат горди живот. Живот со достоинство, живот со иман, живот со ислам, живот со суннет, се нема друга чест, нема поголема гордост, како Омар ради Аллаху ан рече. Кога стигна Омар ради Аллаху ан во Шам, да ја земит Бейтул Макдис, значи џамијата во Јерусалим, Месџидул Акса, кога стигна тука, му рекоа на Омар, треби значи друга облека да облечиш како еден владар. Омар рече, Аллах субханаху ва таала не почести нас со овај ислам, и ако бараме во нешто друго чест и гордост, имат Аллах субханаху ва таала да не понижи нас. И така вистина е тоа, денешната криза што сме понижени до тој толку низок степен е во нас, само во нас, во никој друг. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммад
وعلى آله وصحبه وسلم.